Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Овој прилично машки утрински брифинг ќе го заокружиме со женски теми. Борбата за правата на жената не се води само на 8 март, туку секој ден во годината. За овие прашања ќе поразговарам со моите денешни гостинки. Добре дојде им велам на Савка Тодоровска од Националниот совет за родова рамноправност и Сонја Хаджи Николов од Акција Здруженска. Добро утро, добре дојдовте во нашето студио. За почеток ќе ве прашам каква е вашата генерална оценка за земјава во однос на правата на жената, до каде сме стигнати? Па ние кога кажуваме, ќе кажеме со аргументи, но и светските анализи покажуваат извонреден напредок на нашата држава во регионот на она каде жените отидоа. Затоа што ако ние од 1991 година имавме само 4 жени во парламентот, дали да почнеме со некакви аргументи, денеска имаме над 45. Ако буквата Н од насилството над жената не постоеше во нашата држава, денеска не само што се третира, го има и во законски форми, го има и со ратификуваната конвенција, и со прифатилишта, и со посебни третмани, тоа значи дека имаме. Ако не, за бизнисот не се говорело, и затоа и вашата најава меѓу машки и женски нема поделба, општествено еднаквост. Сонја, вашиот коментар, вашата оценка? Па, оценката која ние имаме од терен е дека иако има заложби државата за еднаквост на мажите и жените, сепак има делови во извршната власт особено, каде што јазот помеѓу мажите и застапеноста на мажите и на жените е огромен. Како пример, бројките за бројот на градоначалнички ќе ги спомнам, кој што е се уште на незавидно ниво, односно во 2017 стигнавме до 6,7% градоначалнички, а предходно во 2009 0% бевме, што значи секаде каде што нема законски утврдена квота, жените недостасуваат на одлучувачки позиции, особено што и на места во извршната власт кои што се со именување, жените јазот е огромен. Во просек околу 11% се жени на раководни позиции во извршната власт. Имавме само 4 министерки пред техничката влада и една заменичка министерка, што е многу мал процент. Така да има многу работа за унапредување на... Зошто жените не ги добиваат овие раководни, односно лидерски позиции? Еве сега соседна Грција доби жена председателка, соседна Србија има жена премиерка, иако статистиката вели дека жените се пообразовани од мажите во државава, сепак не се на раководни позиции. Каде го лоцирате проблемот? Па проблемот е во стереотипите. И самите вие, кога ја најавивте емисијава, рековте машки, па женски тема. Значи, во општествените токови нема машки и женски поделби, само има полово. Маш и жена. А во реалноста? Реалноста, бидејќи ние потекнуваме од многу, одамна како цивилизација, се влечат тие стереотипи и нашата заложба како граѓански организации на планот на унапредување на статусот на жената, значи почнувајќи од законските, воведување и на нови, дополнителни, анализирања, состојби и ветер во грб на сите оние кои што всушност тоа сакаат да го прават. Демократско право е на секој човек, така и на жената, да одбере дали сака или не сака да се движи во политиката, во бизнисот и сите оние услови кои што всушност и самата држава и институциите ги даваат. Тука е оноа за кое што всушност жената станува, условно да речеме, зависна, дали може или не може да се вклучува во тие текови. Ако имаме доволно детски градинки, ако имаме доволно и нормално под поволни услови за грижа за стари и изнемоштени лица, значи сервиси, за домакинствата, за семејствата, не се тие за жените, тоаш и на национално и на локално ниво, тоа ќе се створат услови. Значи глобално условите и желбата на самата жена, колку таа, бидејќи се докаже во Македонија дека ние имаме и квалитети и квантитет на жени, бидејќи сме 50-50%, а имаме 10% повисоко образовани и до докторски титули жени повеќе од машката популација. Тоа значи дека можат
знаат, но се уште само треба да се створат и услови, а ние како граѓански организации стоиме да бидеме ветер во грб, како што и досега од самата 1991 година. Велите нема разлика, меѓутоа разликата во плати помеѓу мажи и жени е очигледна не само во Македонија, туку и во Европа. Ако не слажам, европскиот просек е 16% разлика помеѓу машките и женските. Месецов јануари е еден конкретен пример. Новинарка на BBC ја тужеше медиумската куќа затоа што нејзин колега со слична емисија има 6 пати поголема плата. Тоа е реалност и во земјава. Како да се избориме со тоа? Јас, мислам, ако имаш други податоци, јас глобално, кога ги посматраме работите, бидејќи сум била вработена и во фабрика, каде што 13.000 вработени биле во рудници и железарница, и сиот овој период од самостојувањето се занимавам токму само со оваа женска политика. Проблемот лежи во вреднувањето на работните места. Од ангажманот, од часовите, од висината и позицијата која што е. Пред малку Сонја спомена за надзорните одбори, значи каде што вреднувањата се поразлични. И ти од самото вреднување на позицијата, дали е тоа именована или е работно место, тука се добиваат и вредностите. Тука треба да се заложиме за да можат и условите да бидат. Но ние треба да гледаме и на најниското. Една текстилна работничка, колку тоа ги зима вистински и реално средствата и колку тоа може би дури и да е водено од газдарица, условно да речеме, или менаџерка жена. Жена со жена. Зошто една жена зема помалку плата од еден маж ако ги има истата позиција и ги има истите квалификации? Зошто е нејзиниот труд помалку вреднуван? Нема такво. Па проблемот стои и во очекувањата кои ги имаат, кои им се поставуваат на жените и на мажите. Од една жена се очекува поголем ангажман да посвети и на нејзината улога како мајка на семејството, и со тој момент жената има ограничено време за да се посвети на својата кариера, и од тука и во различни структури е предпоставката дека жената нема доволно време да се посвети на работата и нема да даде таква залажба како што може машкиот колега, и тоа е тој стереотип кој се провлекува низ годините и од кој што ние не можеме да излеземе и многу тешко излегуваме. Во прашање различните позиции на моќ, самата позиција на моќ добиваш ти различна вредност. Значи колку повисоко, толку се повеќе вреднуван, а жените многу тешко стигнуваат на повисоки позиции, и затоа сме ние тука од женскиот граѓански сектор да работиме и со жените и на нивно зајакнување. Ние конкретно како организација, освен што се занимаваме со мониторинг на имплементацијата на политиките за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите кои оваа држава ги има донесено, и заложбите кои ги дала на хартија и во законска форма, ние од друга страна сакаме да укажеме и на тоа дека жените се тие кои треба да бидат зајакнати, треба да се заеднички да делуваат и со текот на времето да си ги изборат своите позиции и да ја намалиме таа разлика меѓу мажите и жените. Ние исто како организирана форма, значи на жените од самото осамостојување, не одиме на тоа да на жената и се даде. Туку таја да се вклучи во системот и сама да се определи и сама да го земе она за кој што мисли дека треба да постои. И тоа кога станува збор конкретно за правото на глас, барем до пред некое време не можела жената сама да си го земе, сепак морало прво да биде дадено. Јас сум од генерација која што е од после Втората светска војна, кога жените од 45-та година во нашата држава имаат право на глас, и јас сакам да говорам за таков систем, за таква определба, за таква положба на жената, но многу зависат условите и самата определба на жената. Затоа што никој ни на мажите не им го дава местото и позицијата. И тие истовремено се борат.
Затоа нашата организација покрај напорите што ги правиме кон институциите на државата за менување на закони, одредени амандмани, нови закони, значи во сите форми на делувањето на жените, ние работиме истовремено и со самите жени од сите возрасти, од некаде 8-9 одделение, па се до и возрастните, бидејќи младите треба да напредуваат, но да не им бидат рампа по возрастните, ни средната генерација. Едноставно сите заеднички да одат кон оноа за кое што секоја индивидуа, жена, се определува тоа да го прави. Но никогаш не треба да бидат оние кои што ќе кочат едната со другата. Треба да имаат различни ставови, да се борат и да ги спротивставуваат своите аргументи за одредени ставови кои што секогаш во општеството носат кон напредок, но никогаш да не бидат една спротив друга, затоа што примерот е и ке мажите. Вие имате отворена СОС линија за помош на жени жртви на семејно насилство. Веќе ја споменавте легислативата која е во голема мера напредната, се тоа е влезено во законските рамки, меѓутоа на терен се уште има многу жени кои не можат да се справат со насилниците. Можете ли да ни ја објасните каква е постапката и процедурата кога некоја жена ќе побара помош? Најнапред да го кажам, ви благодарам на прашањето, значи да кажам бројот, да го кажам, кој што е 24/7 дежурен, тоа е 141 700 од сите мобилни телефони и без надокнада. Значи за жртвата секогаш јавувањата. Една работа која што сакам да ја истакнам е дека насилството не е зголемено, туку само охрабрени се жените да го кажат својот проблем, да го искажат и да побарат помош. Секоја жртва која ќе се охрабри да го отвори проблемот, да побара помош, секоја ќе го најде излезот. Стереотипите... Каков е вашиот, конкретно, не интересира како вие им помагате на жените? Што кога некоја ќе се јави, бидејќи тука постои секогаш страв? Постои страв и страм. Но ние ги надминуваме со вакви јавувања, со едукации, со расправа, прво за да се охрабрат, и тука медиумите многу можете, и самото ваше прашање денеска, кој што ќе не проследи, ќе има можност да го знае телефонот и да се јави. Значи, за нешта има, бидејќи тие жени не смеат прво да останат. дискреција, второ упатство, што треба да направат, имат прифатилишта, има медицински тимови кои што им помагаат, значи Центарот за социјална работа, а ние само ги упатуваме како тоа треба да го направат по прописи. Само што повеќе се жените се оснажени, се охрабрени, веќе го надминуваат стереотипот на страм и на страв, туку го навоѓаат излезот за себе, за живот без насилство. Кажи ни голова оценка за судството и судскиот систем кога е насилството во прашање. Дали се казнуваат доволно насилниците? Ја конкретно ние со насилството помалку немам некои точни, мислам детални информации, но сликата глобална во однос на одговорот на државата за заштита на жртвите на насилство е на многу лошо ниво, особено што судот многу ретко изрекува мерки за притвор или за одстранување на насилникот од дома и сите тие мерки за заштита што се во кривичниот законник и во законот за семејство, сега и во новиот закон за насилство. И сметам дека во тој дел и во однос на шелтерите, мислам дека државата нема многу капацитет да одговори на... Не доволно според конвенцијата, значи Истанбулската која што е неодамна ратификувана, благодарение нели на согледувањата на институциите, кои што претходно 6 години ние работевме од врата до врата и не успеавме да го ратификуваме, дури ни после Албанија, ни после Турција. Сакам да кажам како стереотип на однесување на општество. Ама сега е малце поинаку, но се уште има многу работа, но сакам јас да кажам еве како активистка или како феминистка или како човек кој што стварно исклучително се залагам на правата на жените, сметам дека оваквиот систем сега како оди има
исчекор многу добар за да може да се примени во целост конвенцијата Истанбулска, која што е во интерес на жртвите на семејно насилство. Судството го споменавте, значи Сонја спомена, јас сакам да кажам дека тоа е можеби слабата алка, но не законски, него реално. Значи, во закон се е ставено и се е напишано како тоа треба да се направи, но тука малце се затајува и тука мораме повторно да истакнам неодлучноста ке самата жртва. Секогаш таа мисли дека може да го поправи насилникот и што не е негативно и лошо во однос на семејството, но жал постојат психолошки бесплатни совети, постојат бесплатна правна помош, значи едноставно односно организации кои што се во интерес на жртвата. И само ако некоја се охрабри и се јави на телефонската линија, ќе биде упатена на излезот кон живот без насилство. А вие верувате дека тие институции каде што ќе упатите се Прво имаме граѓански сектор, а институциите си ја вршат работата. Само што во судството, како што е, сите ја знаеме, нели, не е поразлично и во овој систем, но битно е за сите институции кои што работат на било кој сектор, треба да бидат родово сензитивни. Тука се уште имаме послаба форма, не доволно се родово сензитивни и тоа е можеби уште слаба алка во целиот синџир за да може по-адекватно и по-квалитетно да го решат проблемот и побрзо. Како што напоменав на почетокот, не е само 8 март денот кога треба жените да се борат за своите права. Во бившите СССР републики 8 март е неработен ден. Од минатата година и Берлин го прогласи 8 март за неработен ден за да можат жените да излезат на протест, за да нели да ја докажат, да ја демонстрираат борбата за женските права наместо на традиционално купување цвеќе, бомбонери. Каков е вашиот став за тоа? Дали треба 8 март да се издигне на ранг на 1 мај, можеби, и да се прогласи за неработен ден? Па ние како женски сектор на 8 март излегуваме на улица и ги бараме остварувањата на реалните остварувања на заложбите на државата за создавање на услови во кои што жената ќе може да ги оствари своите права подеднакво како и мажите, значи земајќи ги во предвид незината позиција и незините ограничувања. И сметам дека во последните неколку години имаме масовност на тие наши да ги наречам маршови, на кои што ја потсетуваме државата, ги потсетуваме институциите. Треба ли да биде неработен ден? Не ми одговорите. Па ја еве како условно да речем по револуционерка, сакам да кажам дека треба, заради тоа што историјата 1908 година игларските работнички, нели шивачките се тие, кои што крваво е задушен тој штрајк, токму за правата на жената во самите работни колективи. Тоа значи дека тоа не е празник. Тоа е ден за на улица, не е ден за работа или за во кафани, тоа е ден за на улица. Тоа кажам дека треба да биде издигнат на ранг на 1 мај. Треба да биде, бидејќи мислам тоа се женски работнички права. Ако ние сметаме дека женските права се човекови права, кои што е всушност и по декларацијата универзална, а заради тоа што пак се уште не се доволно и не секаде, не соодветно, постои женска декларација, односно декларација за женските права, покрај универзалната. Тоа значи дека и овој 8 март би бил само уште еден сегмент во остварување на тие женски права како човекови права. Нема поделба. Дека кај нас се исполнети условите, односно правата на жените, жените трпат многу дискриминација во многу области и се исполнети условите за неработен ден, да речеме, бидејќи статистиката покажува дека репродуктивните права на жените до минатата година беа ограничени со лоши закони за прекид на бременоста, ќе го спомнам како пример. Исто така во однос на здравствените услуги,
поврзани со репродуктивноста на жените. Имаме слаба покриеност во целата држава со гинеколози и со други подршки. во руралните страни. Значи особено на Атака е руралната жена која е комплетно исклучена и од процесите на планирање на локалните политики од кои што зависат условията во кои што ќе живеат тие жени. За жал ќе морам овде да тука завршам, веќе завршиме, иначе газиме јас, во сигурно, времето на вестите. јас Ќе се само видиме на 8 споменам, март на улица. Па верувам дека ќе се видиме, него сакам тоа само да истакнам за жените кои што живеат во рурални средини, исклучително нашата организација, значи Националниот совет за родова рамноправност работи токму на подигање на свеста, вклучување на жената од руралните средини во контекстот на своите способности и желби што таа може да понуди на пазарот. Ви благодарам што бевте мои денешни гостинки.